сте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предметен наставник во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделение. Цели за овој час се учениците да ја восприемат песната и да го изразат емоционалното доживување на песната преку забележување и опишување на поетските слики, самостојно да откриваат поетски слики, да го воочуваат и идентификуваат редоследот на настаните, писмено да ги изразува своите чувства и мисли, проширување и избогатување на речникот со нови зборови и изрази. Ние денес ќе имаме обработка на една песна Мојот роден крај. Сега јас ќе читам изразно, а вие ќе ме следете внимателно. Мојот роден крај по страна 83. Крајот мој е цветен предел од сребрени капки росен, прадедовски завет љубен од дамнина в срце носен. Крајот мој е шумски предел со шарени птици распеани, со најубав ѓердан реден од бели стада расеани. Јас го сакам, јас го љубам мојот роден крај, тоа е како детска смеа, како сончев рај. Сега имаме прашања за песната. Ке ве замолам пред себе да имате бела хартија, за да ги пишувате следниве прашања. Како ја искажува поетот љубовта кон родниот крај? Објасни ја последната строфа, што последната строфа ни беше јас го сакам, јас го љубам мојот роден крај, тоа е како детска смеа, како сончев рај. И според содржината на песната определи за каков крај пее поетот, планински, рамнински, село или град. Поговорки што се поврзани со денешната лекција, значи денешната песна што го имавме, каде и да одиш, татковината во срце ја носиш, кој ја сака татковината нема да му биде долг, кој служи на татковината верно приближно ја исполнува својата должност, оние кои не живеат во својата татковина не го знаат вкусот на животот. Убавините на мојот роден крај. Македонија е претежно планинска земја, познати планини во мојата татковина се Шар планина, Баба планина и Бистра. Во Македонија има многу реки и 3 природни езера, како што се Охридско езеро, Преспанско и Дојранско езеро. Мојата татковина е богата со многу полиња, со плодна земја каде што се одгледуваат зеленчуци, овошја и житни растенија. Пелагонија е најголемата житница, најголем производител на тутун. Во Пелагонија се остваруваат најголемите приноси на пченица и пченка во државата, а покрај нив од житните култури во значаен обем се одгледуваат и јачменот, овесот и ршта. Пелагонија е исто така и најголем производител на индустриските сончоглед и шеќерна репка. Мојата татковина е богата и со шуми, национални паркови и пасишта. Шума е подрачје густо, обраснато со дрва. Шумите се од огромно значење за човекот, бидејќи вршат незаменливи задачи и представуваат извор на најразновидни ресурси. Складираат јаглерод, учествуваат во регулирањето на климата на планетата, ја пречистуваат водата и спречуваат природни непогоди како поплави. Национални паркови се природни предели во кои се забранети и градежни работи, менување на теренот, а се користат за рекреација и еколошки активности. Национални паркови Македонија се Пелистер, Маврово и Галичица. Во мојот роден крај има многу природни реткости. Охридската пастрмка, борот Молика, Киселичката пештера, Чинарот во Охрид, Дабот Благун во село Бели, Црна Дудинка во Лесново и карактеристичен геолошки профил Звегор. Во мојата татковина има многу планински села со блага клима и чист воздух. Лазарополе е едно од мијачките села во Западна Македонија, тоа е туристичко место со единствена здрава и погодна клима, каква што ретко има во светот. Ова ни беше денешната наставна единица за денес. Наставна единица, ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.